Добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Северна Македонија. Темата на денешната пресконференција поддршка за добавувачите од регионот на Западен Балкан преку Коморскиот инвестициски форум за нивно вклучување во глобалните ланци на снабдување. За таа цел на пресконференцијата ќе говори доктор Татјана Штериева-Душковска, генерален секретар на Коморскиот инвестициски форум. Тања повеле. Добар ден, благодарам Дани. Коморскиот инвестициски форум, како асоциација на 6 национални стопански комори од регионот на Западен Балкан, представува повеќе од 350.000 компании од целиот регион, претежно мали и средни предпријатија, и примарните активности се насочени кон две клучни прашања. Од една страна, отварање на можности за посилно вмрежување на деловните заедници од регионот и отстранување на сите постоечки пречки во регионалната економска соработка со цел постигнување на што е можно поголема економска интеграција во регионот на Западен Балкан и од друга страна придонес кон подобрувањето на деловната инвестицијската клима во целиот регион. Главниот фокус на активностите на Коморскиот инвестициски форум во предстојниот период е тесно поврзан со имплементацијата на акцијскиот план за заедничкиот регионален пазар, односно клучниот документ усвоен на самитот во рамки на Бернинскиот процес минатата година во ноември, кој што се имплементира за периодот 2021-2024 година. Овој документ се базира на потребата за компаниите од 6 држави на Западен Балкан да се обезбеди заеднички пазар, кој што се заснова на правилата и стандардите на Европската Унија и кој треба да придонесе од една страна за зголемувањето на атрактивноста и конкурентноста на регионот и од друга страна да придонесе за што е можно поголемо зближување на регионот, односно на стопанските субјекти од регионот до пазарите на Европската Унија. Овој акцијски план се заснова на концептот на 4 слободи на Европската Унија, односно да се гарантира, односно да се обезбеди слободно движење на лица, стоки, услуги и капитал, но истовремено како проширување во однос на својот претходник кој што се преминуваше заклучно со 2020 година, а тоа е повеќе годишниот акцијски план за регионалната економска област. Тој предвидува и засилена соработка во областите на дигитализацијата, инвестициите, иновациите и индустријската политика. Токму во делот на засилената поддршка на инвестицијските политики, односно соработката во полето на индустријата, со поддршка на Европската Унија, Коморскиот инвестициски форум и 6 стопански комори од регионот ќе работат на имплементација на регионалната програма за поддршка на добавувачите од регионот на Западен Балкан со цел нивна поддршка за полесно вклучување во регионалните и глобалните ланци на снабдување. Како прв чекор од спроведувањето на оваа програма започнува активноста на мапирање на добавувачите од регионот во датабаза, сеопфатна датабаза која што ќе ги содржи сите релевантни податоци за потенцијалните добавувачи и инвеститори во трите сектори кои што се селектирани како клучни во акцијскиот план за заедничкиот регионален пазар. Тоа се лесната индустрија која што вклучува помеѓу другото и електронски компоненти и елементи на електронски и електрични системи, автомобилската индустрија, вклучувајќи ги сите производството на сите уреди и компоненти за потребите на автомобилската индустрија и прехранбената индустрија. Дополнително во оваа датабаза ќе бидат вклучени и податоци за компании кои што имаат активен ангажман на полето на циркуларната економија, со што се дава придонес во имплементацијата на зелениот договор за Западен Балкан, стратешки документ кој што исто така беше усвоен во рамки на самитот во Софија во рамки на Бернинскиот процес минатата година. Што ќе содржи оваа датабаза? Значи ќе има систематизирани податоци кои што се однесуваат на основните податоци за компанијата, податоци за нивните производствени капацитети што вклучуваат клучните производи кои што се произведуваат, клучните применети технологии, сертификатите кои што ги има компанијата, нивната позиција во ланецот на снабдување, земјите во кои што веќе извезува, финансиски податоци, односно показатели за капацитетот на компанијата и капацитетот на производство за отделните тарифни броеви според кодовите на хармонизираниот систем, други специфични податоци, односно детали за производот и така натаму. Оваа датабаза сумарно за сите посочени сектори треба да содржи податоци за приближно 2000 добавувачи и инвеститори кои што се вклучени, односно имаат потенцијал за поголема вклученост во регионалните и глобалните ланци на снабдување. Како прв пилот сектор,
кои што мапирањето треба да биде завршено заклучно со јули, односно почетокот на јули оваа година, во пресред на самитот во рамки на Берлинскиот процес, ќе биде автомобилската индустрија, а за сите останати сектори овој процес на мапирање ќе биде завршен до крајот на оваа година. Оваа база на податоци понатаму ќе се користи за понатамошен развој на услуги за потенцијалните компании, односно потенцијални добавувачи од регионот, и овој сет на услуги стопанските комори од регионот, односно во Северна Македонија тој ќе биде стопанската комора на Северна Македонија, ќе ги обезбедува за овие компании. Од една страна се работи на развој на база за пристап до пазарот, односно база на податоци во која што се сумирани податоци за пристап на пазарот, Market Access и Market Intelligence датабази, кои што вклучуваат точни информации за потенцијалните пазари за одделните производи и истовремено ќе овозможува пребарување на партнери и размена на податоци помеѓу компаниите. Дополнително, во однос на компаниите кои што ќе бидат вклучени во датабазата на добавувачи од регионот на Западен Балкан, ќе бидат обезбедени услуги за поддршка, техничка помош на овие компании во два клучни сегменти. Од една страна, поддршка за дигитализација и дигитална трансформација за 60 компании од регионот на Западен Балкан, за кои што ќе биде изготвен стратешки план за дигитална трансформација од страна на експерти од областа, и од друга страна за 60 компании од регионот ќе биде обезбедена техничка помош, односно поддршка за изготвување на предлог проекти за добивање на средства преку достапните европски фондови за надградба на нивните постојни или за набавка на нови производни процеси што треба, односно капацитети и услови што треба да придонесат за воведување на, односно зголемување на нивните капацитети за вклучување во ланците на снабдување како во регионот, така и во глобални рамки. И конечно, како пример на активност што ја спроведуваат сите стопански комори, ќе бидат организирани повеќе настани за вмрежување на овие компании, значи организација на B2B средби, конференции, различни бизнис форуми и саеми, кои што треба да придонесат за обезбедување на дополнителна поддршка за взаимното вмрежување, односно поврзување на добавувачите и инвеститорите од различните сектори. Ги повикуваме сите компании кои што се заинтересирани да бидат вклучени во оваа датабаза, да се обратат до Стопанската комора на Северна Македонија и активно да партиципираат во овој процес кој што започнува како иницијален стадиум на развојот на оваа датабаза на потенцијални добавувачи во регионот и натаму активно да ги следат активностите кои што ќе бидат реализирани во рамки на заедничкиот регионален пазар, односно имплементацијата на овој акцијски план. Ви благодарам.